почитувана колешке, нема потреба од нервоза. Што мислите вие ако викате тука дека на тој начин ќе се повеќе ќе се амнестирате од вашите лоши политики кои што ги водите 3 години? Нема потреба да се нервирате за тоа. По 3 години, почитуване колешке, чекаме да дојди таа бомбастично најавувана од ваша страна економска година, никако да дојди. Ја нема никако. 3 години помина. На крај сте од вашиот мандат, како да ви кажам, а вие никако да тргнете од мртвата точка. Сидрото на Заев никако да ве придвижи напред. Никако не оди напред со сидрото на Заев. Баш напротив, длабоко ве потонува натре во океанот, во тие срамни, неуспешни политики, мито, корупција, рекет, па уште ќе кажувате тука од говорницата како и каде трошеле некои претходни влади. Па прво во вашиот двор, почитувана колешке, свртете се, обрнете се, критикувајте го малку тоа, бидете самокритични. Се дрзнавте да говорите за странски инвестиции. Да ве прашам, некој случајно договор да не имате со нашето блиско обкружување, странските инвестиции што ги насочувате, да не повеќе се грижите за развојот на нивната економија наспроти нашава? Затоа што некако не ви одат математиките со странските инвестиции. Еве, например, ќе ви кажам, за првите 6 месеци странски директни инвестиции во државата има пад, знаете од кого? 84,2% во периодот јануари до јуни во споредба од минатата година. 84,2% и изнесуваат едва 48,7%. Како е во Србија? 1,7 милиарди евра или 22 пати подобро од она што значат странски капитал инвестиции во Македонија. Или 543 евра по жител. Значи, вие се секирате за економијата Србија, пренасочувајќи ги сите они капитални инвестиции кои што требаше да вложат кај нас. Ајде да одиме во Словенија. 561 милион, што е 11 пати подобро од Македонија, или 280 евра по жител. Бугарија 286 милиони евра, 2 пати подобро од Македонија, 40 евра по жител. Хрватска само во првиот квартал од 2019 има 273 милиони евра. Вие со вашите погубни политики ја изгубивте позицијата на нашата држава што ја имаше како амбиент за привлекување на странски инвестиции. Знаете тоа како се вика? Тоа се вика да се китиш со туги перја. Затоа што ако не беа странските инвестиции од претходната влада, немаше да се фалите за странските инвестиции со реинвестираниот капитал во 2018 година од 312 милиони евра. Немојте ве молам, почитуване колешке, знаете колку значи странски инвестиции ова година до јуни по глава по жител на Република Македонија? Едва 20 евра. И знаете тоа за економската политика како се вика? Дно. Значи никако друго не можам да ја карактеризирам вашата политика за водење на економијата, освен дно. Благодарам. Благодарам. Контрреплика, пратеничката Георгиева Милева.